Само специјалисти смеат да го препишат маслото од канабис кој има поголемо количество на канабиноиди. Медицинската марихуана се уште се истражува кај кои болести како дејствува, па не може да се купи без препорака од лекар. Маслото во Македонија се легализираше пред 6 месеци, а сега во продажба има 2 вида. Предавање за начинот на издавање на рецепти за сите матични лекари беше организирано во Тетово, во рамки на континуираната медицинска едукација во организација на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Ниски дози на канабиноиди, растворени во маслиново масло, дојдоа прво во 2 форми. Сега имаме уште 2 форми што имаат повисоки дози на канабиноиди, што се користат во лекување на мултипла склероза, епилепсија и други онколошки и слични заболувања. Но тие новите форми што се стигнати поред високата концентрација на канабиноиди, значи не смеат да се препишуваат од матични лекари, туку задолжително нивната препорака оди преку доктор специјалиста. Инаку сите овие форми се на слободна листа, односно не се во преку фондот, значи, но сепак пациентот не постои начин да ги купи без рецепта. Според досегашните резултати, своја примена има кај некои болести. Секогаш оди како дополнување на терапијата која се прима за одредената болест. Медицинската марихуана може да се применува според некои истражувања во кај епилепсиите е докажано, кај астматичните болни, мултиплата склероза добиени се позитивни резултати и кај некои ревматолошки заболувања и некои слични онколошки состојби, односно заболувања. Но сепак би истакнала, тоа се некои лимитирани истражувања, што се уште не се докажани, значи се уште се чека да се направат дополнителни студии кои се многу скапи. Трифуновска апелира дека специјалистите одредуваат дали кај одредени пациенти во одредени стадиуми од болеста смее да се користи маслото од канабис како додаток во лекувањето. Кај некои пациенти маслото може да има ефект, а кај други при истата болест може и воопшто да не дејствува.